Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва објавуваме. Колку распоредот на силите во собранието и политичкиот контекст по референдумот оставаат простор да се стигне до двотретинско мнозинство за уставните измени за името. Власта си даде 10 дена. How does the Commission assess this referendum? Is it a failure or not? I think it is very clear what the statement says. Брисел и Вашингтон очекуваат усвојување на уставните измени во парламентот. Што ќе избере ВМРО ДПМН? Поддршка на уставните измени или предвремени избори? Какви предвремени избори ви само? На прославата на бойкотирачите пред парламентот. Гравче? Пораката е трпезата да биде трпеза на љубовта. Еуфорија? Што ако повеќето гласачи гласале за? Апсолутно не е тоа маргинално и небитно. Не поставувајте нерелевантни прашања. И капи. И трајна и задолжителна. Грција со интерес следи што се случува во Македонија. If the Zaev government decides to move forward with snap elections, this will actually buy time for the Tsipras government, the Tsipras-Kamenos government, if you allow me. Предводникот на тимот за бойкот дозволи не само земјата, туку и него лично да го преименуваат. Georgios Ivanov, President of the former Republic of Macedonia. Саботажа. Бидете со нас, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Главната политичка дилема со која се соочува Македонија по вчерашниот референдум е дали ќе се стигне до 80 гласа или двотретинско мнозинство во парламентот за да поминат уставните измени од договорот за името или ќе се оди на предвремени избори, можеби веќе на 25 ноември. Кои се опции се намаса, која од нив што носи, ќе анализираме малку подоцна. На почеток ве носиме во хотелот Александар Палас во Скопје, каде синоќа беше собрано раководството на СДСМ. 30 септември 2018-та. Гласачките кутии се тазе затворени. Хотелот Александар Палас е упориште на тимот за Европска Македонија. Дел од членството и малата армија новинари се во исчекување премиерот Зоран Заев со јавноста да ги сподели првичните впечатоци. Секој на свој начин бара дополнителен извор на информација плюс. Се отвора интернет, се вртат телефони, гласно се споделуваат пораки. По првото појавување на премиерот, во кое порача дека одлуките во демократијата се носат со гласање, партиското раководство се повлече, па ретки беа оние што излегува во пресрет на домашните новинари. Да почекаме резултатите. Барем мене не ми изненади бројката на луѓе кои гласа. Прво имаме над 600.000 луѓе кои се иселени од земјава само во изминативе 14 години по податоци на Светска банка. Значи ние имаме 1.800.000 гласачи на хартија. Најверојатно според некои груби проценки околу 400.000 луѓе се на списоци, а не се физички присутни во Македонија. И втората причина е организираниот бојкот, директен, отворен бојкот на главната опозициона партија, чие традиционално гласачко тело тежи веројатно некаде околу 300.000 гласови и јас мислам дека со мали исклучоци скоро сите го почитуваат тој бојкот. Кога ќе ги одземете овие два фактора, две варијабли, мислам дека е јасно дека станува збор за исклучително добар резултат, независно што легалниот праг 50+1 не е достигнат. И ако се потврдат очекувањата кои ги имаме сите ние дека во кампот за има 6, 7, 8 пати повеќе, грубо кажано, во однос на оние кои гласале против референдумското прашање, мислам дека е јасна волјата на граѓаните. Додека членството го чекаше финалното обраќање на Заев, новинарите работеа во полна пареа. Голем број колеги беа од странство, а очекувано доминираа оние од Грција. Like surprise this result. Most of people expect to yes win, but we expect many more participation in this referendum. In Greece, we were expecting that the people would say yes. Of course, there were doubts about the participation to this referendum, which is actually the key. Throughout Europe,
I think there was a little bit of concern about what is going to happen here because we have seen in the last period foreign officials parading in Skopje, like the General Secretary of NATO, Angela Merkel. I think they came here to state, to declare how important it is for Europe, this referendum. И повторно се појави Заев. Овој пат да соопшти победа и да порача дека таа треба да биде потврдена во собранието. Во спротивно, најави нова предвремена парламентарна одисеја. Иако му скандираа, присутните не сакаа своето мислење да го кажат и пред камера. За референдумот, ваше мислење? Ваше мислење за референдумот? Краток коментар за референдумот? Дали горчлив вкус им остави на исполнетиот цензус или предстојните собраниски игри, знаат само тие. И во седиштето на ВМРО ДПМН еуфоријата беше со ограничен интензитет. Додека се одбројуваја последните часови од референдумското изјаснување, во ВМРО ДПМН беше мирно и без голема раздвиженост. Меѓу ретките што влегува во партиската централа беше екс-министерот за транспорт и врски Милијана Киески. Првата гужва ја направија новинарите, кои пред затворањето на гласачките места дојдоа да ги пренесат првите реакции од опозицијската партија. Пристигна и поранешниот еднодневен министер за внатрешни работи, не многу расположен за разговор. Народот одлучил тоа што го смета, а најмногу одлучил во однос на политиките на СДС. Благодарам. Референдумот формално заврши, а атмосферата во штабот на ВМРО ДПМН се загреа дури пред обраќањето на лидерот Христијан Мицкоски. Ставот на мојата партија беше јасен. Ние бојкотираме и така останавме до крајот, односно правевме ајвар. Колку имаше цензус од над 900.000 гласови, ќе се согласите дека над 600.000 е голема бројка, кој што можеби предпоставам големиот дел гласале за? Не. Искрен да бидам, јас очекував со полнење кутии со сите салтанати што е подготвена власта да ги прави, дека максимум до 650.000 ќе може да извлечат. Излегувањето на Мицкоски го чекаше и пратеникот од Социјалистичката партија Љупчо Димовски, еден од обвинетите за 27 април. Што мислите за исходот од референдумот? Не, вебува. Поддржувачите и коалицијските партнери чекаа простум, а кога влезе Мицкоски, поддршката продолжи во текот на обраќањето. Ова е Македонија. Говорот на Мицкоски остави многу дилеми, меѓу другото и за пораката од власта за брзи избори. Неговиот сопартиец Тони Михајловски вели дека тоа не зависи од ВМРО ДПМН. Предвремени парламентарни избори носи само мнозинството во собрание и никој друг одлучува дали ќе има, значи опозицијата воопшто не се прашува дали ќе има предвремени избори, тоа го одлучува мнозинството во парламентот, нели? Односно мислам, да, мнозинството во парламентот, така да тоа останува повторно на институциите. ВМРО како политичка партија може да инсистира, бидејќи сме опозиција и треба да инсистира на предвремени избори, тоа е во наш интерес и проверка на владата на крајот на крајштата. Зошто Мицкоски не инсистираше? Видете, затоа што со играчи со кои што не држи зборот не може да инсистирате на ништо и не може да очекувате дека ќе се одстојат на зборот. Вака ќе видиме што ќе направи мнозинството, што ќе направат институциите кои се задолжени да го регулираат тоа и на нив ќе оставиме. Ги прашавме младите поддржувачи на ВМРО ДПМН каде ја гледаат својата иднина. Постигнатиот договор е катастрофален. Значи, бришење на македонскиот идентитет, традиција, јазик, култура и Јазикот и идентитетот сепак не се... Па и тие се засегнати. Ако живееме во Република Северна Македонија, ние последично сме северномакедонци и говориме северномакедонски јазик. Тоа го кажа и самите политичари во Грција. Каде ја гледате вашата иднина? Во Република Македонија дефинитивно, еден ден, можеби како членка на НАТО и на Европска унија, но не по секоја цена. По пресконференцијата атмосферата спласна. Почна да се гасат светлата во штабот. Исходот од референдумот се славеше и пред собранието. На едно место се собраа бојкотирачите кои до синоќа тврдеа дека делуваат независно едни од други. Гласањето се уште траеше, а движењето Бојкотирам веќе се подготвуваше за собир пред собранието. Бојкотирачите прво се обезбедија со храна,
кампот наспроти собранието се претвори во голема менза. Гравчето е производ македонски и традиционално јадење. Пораката е трпезата да биде трпеза на љубовта, не на раздор. На странските телевизиски екипи веќе им раскажуваа дека нивната бойкот опција преовладала на референдумот. Не сакаа ниту да слушнат дека најголем дел од тие што гласале заокружиле за. Што ако повеќето гласачи гласале за? Апсолутно не е тоа маргинално и небитно. Не поставувајте нерелевантни прашања. Некои бойкотирачи делеа Давидови звезди, символ со кој биле означувани евреите во Втората светска војна. Овие ливчиња представуваат фашизмот на Европа. Ние сме македонци кои сме мирољубив народ. Никогаш не сме биле фашисти. Кога дојдеа поддржувачите на левица, собирот се претвори и во анти-НАТО протест. Иако многумина бойкотирачи рекоа дека се за членство на земјава во НАТО и Европската Унија, но без промена на името. Други не беа толку сигурни во европската перспектива на земјава. Каква е перспективата на Македонија сега? Перспективата? Никој не може да знае каква е перспективата. Не знам како ќе бидеме префатени од Европската заедница. Многу луѓе дојдоа тука, знаете и самите, нели, од сите држави поддршка на оваа влада. Ова сега мислам дека ќе предизвика бурни реакции секаде. На оваа жена важно и било да бойкотира и да си го зачува името на државата и рече дека е против членство во НАТО и ЕУ. Мојот прадедо Арсени Јовков, тој бил прв журналист кој што пишувал весник на македонски јазик, а ја како негова правнука сум бездомничка. Па така еден апел да ми се помогна. Пријатно. Пропаднатиот референдум, како што го нарекоа, го славеа и на истакнатите од кампањата Бойкотирам. Лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев, Филип Петровски, како и председателката на Глас за Македонија Солза Грчева. Која е перспективата на Македонија после референдумот? Истата како и пред референдумот, затоа што каква ни беше претходно? Со Европска унија лагата е голема. Значи нашиот пат кон Европска унија ќе биде многу долг и нема да зависи од прекрстување на државата, туку од реформите. Тодор Петров од Светскиот македонски конгрес не го признава резултатот од референдумот, бидејќи бил фалсификат. Но неговите ставови не успеавме докрај да ги слушнеме, поради негови недоразбирања со членови на така нареченото христијанско братство. Одлуката на референдумот е задолжителна. Пратениците се должни таа одлука да ја почитуваат, бидејќи таа е непромелива и трајна и задолжителна. Овие патриоти не направи радикална организација, така или не? Ти ли се пушти против нас? По 3 часа заврши прославата на Бойкотирам, но оние најупорните останаа да слават во кампот кој наспроти собранието е поставен веќе со месеци. Пораките од Брисел се со очекување процесот да продолжи во собранието со усвојување на уставните измени. Ни ЕУ, ни НАТО сакаат да влегуваат во оценка на валидноста на референдумот. Политичките елити да искористат историската можност да продолжат следните чекори во имплементацијата на договорот од Преспа. Ова се дел од пораките кои денеска од Брисел до Скопје ги испратија шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини и комесарот за проширување Јоханес Хан во заедничката писмена изјава. Могерини и Хан не ја споменуваат излезноста во официјалната реакција, туку се фокусираат на тоа дека гласањето било мирно, фер и демократски, и дека тие што излегле да гласаат во огромно мнозинство го поддржале договорот и европскиот пат на земјата. Според тоа очекуваат процесот да продолжи со уставни измени во парламентот. Ова беше предмет на дискусија меѓу новинарите и портпаролот на Европската комисија на редовната пладневна пресконференција. There are many readings how to understand the result of the referendum.
and some of them suggest that it has been a failure. Judging from the tweets by Commissioner Hahn, I don't think this is the view of the Commission, but can you perhaps more categorically say how does the Commission assess this referendum? Is it a failure or not? The Commission position is clear and is stated in the joint meeting by High Representative Vice President Federica Mogherini and Commissioner Hahn, which I believe has been published, right? My foreign affairs colleagues are nodding approvingly, so everything is there. I could very well read the 3 paragraphs, but I think it's public, so you can judge for yourselves. On the same issue, I've read the statement, but can I deduce from this that the European Commission actually think that the referendum is valid? I will not interpret our statement. You have the margin to do it. I think it is very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result, and now the constitutional process will continue in the parliament. That's what it says. Оно што меѓу другото заеднички го соопштија Федерика Могерини и Јоханес Хан гласи: на 30 септември граѓаните на ПЈР Македонија имаа можност да гласаат за иднината на својата земја. На мирно и демократско гласање, огромно мнозинство на оние што го искористија правото на глас рекоа да за договорот за името од Преспа и за нивниот европски пат. Сега ќе биде повикан парламентот за да продолжи со следните чекори на спроведување на договорот за името, со одлучување за усвојување на уставните измени. Ова е историска можност не само за помирување во регионот, туку и за конечно придвижување на земјата кон нејзиниот пат кон Европската Унија. Иако многу покуса, слична е и пораката на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој на својот Твитер профил порача: го поздравувам гласот за на референдумот. Итно ги повикувам сите лидери и партии да се ангажираат конструктивно и одговорно, за да зграпчат оваа историска можност. Неделава во седиштето на НАТО ќе се соберат министрите за одбрана на земите членки, од кои дел ја посетија Македонија непосредно пред референдумот. Не само поради тоа, туку и генерално, поради интересот на алијансата, се очекува ова прашање да биде една од позадинските теми на овој министерски состанок. Од Брисел за 360 степени, Александар Димитриевски. Во пресред на најавените обиди да се обезбеди двотретинска поддршка во парламентот за уставните измени со кои треба да се финализира ратификацијата на договорот од Преспа, распоредот на силите во собранието е во сооднос 72 пратеници на страната на владината коалиција и албанската опозиција што го поддржува договорот, со 48 на ВМРО ДПМН и коалицијата. Од 72-та на едната страна треба да се изземе Ферид Мухич, кој со оглед на тоа што не гласаше за ратификацијата на договорот, можно е да не гласа и за уставните измени, што го сведува кампот за на 71 глас. Тоа значи дека за да се стигне до неопходните 80 пратеници што би поддржале уставни измени, потребни се уште најмалку 9 гласа за, кои треба да се бараат меѓу пратениците на ВМРО ДПМН и нивните коалициски партнери. Во оваа бројка од 48 пратеници се бошњакот Зечир Рамчиловиќ од АВАС, Панчо Минов од ГРОМ, тројца пратеници на Социјалистичката партија на Дзинго, Владанка Авировиќ, Љупчо Димовски и Стојан Миланов. Од пратениците на ВМРО ДПМН вчера на гласање излегоа координаторот Драган Данев и пратениците Даниела Рангелова и Крсто Јовановски, но тие подоцна изјавија дека нема да ги поддржат уставните измени. Во вакви околности, во кои двотретинското мнозинство се чини тешко достижно, другата опција се нови предвремени парламентарни избори, и тоа кон крајот на ноември. Идејата на власта е целиот камп за да настапи со заеднички листи за пратеници и така да се обиде да стигне до двотретинско мнозинство во новиот парламент. Оваа опција, според синокешните одговори на Христијан Мицкоски, се чини дека не е добре дојдена за ВМРО ДПМН. Ако кажеме добро, не носиме вакви одлуки и не учествуваме во гласањето во парламентот, треба да кажеме што. И тогаш логично доаѓа избори. Какви предвремени избори ви се молат?
Одговорот на зачуденоста на портпаролот на ВМРО ДПМН е брзи избори до крајот на ноември на кои владеачката коалиција би настапила со заеднички листи во обид да освои двотретинско мнозинство и да ги стигне роковите за финализирање на спогодбата со Грција, предуслов за членство во НАТО и преговори со Европската унија. Ова е сценариото Б што би се активирало ако не успее сценариото А, поддршка од најмалку 80 пратеници во овој парламентарен состав за уставните измени. Контактите почнуваат веднаш, а Заев не сака да потроши повеќе од 10 дена за разговори. Проценката е дека до 11 октомври треба да се знае дали има обезбедено 2/3 поддршка во парламентот, за да почне постапката за пристапување кон уставни измени. За тоа се необходни уште 8 пратеника, калкулациите колку се социјалисти, остана еден пратеник од ГРОМ, има ли некои други од малцинствата, на крајот се завршува дека ВМРО ДПМН треба да биде дел од решението. Ако ВМРО ДПМН не е подготвен за такво решение, евидентно е дека губи многу. За првиот човек на Македонскиот центар за меѓународна соработка нема дилеми дека референдумот бил неуспешен, но со голем легитимитет. Александар Кржаловски смета дека избори се поизвестна опција, иако не исклучува епилог со сегашниот собраниски состав. Може да се убедат неколку претеници од ВМРО ДПМН да ги поддржат уставните промени, точно со таа логика дека над 600.000 граѓани се определиле јасно за договорот, што е поголем легитимитет од, да речеме, последните два председатели, Иванов и Црвенковски. Во таа смисла може да се очекува и такво дејство, но од изјавата вчерашно на ВМРО ДПМН веројатно ќе се обесхрабри таква постапка на пратениците и ќе остане неминовно да се оди на избори. Дали ВМРО ДПМН може да очекува нешто од тие избори е дискутабилно, како и се би било шпекулација сега, бидејќи е сосема можна предизборна коалиција на сите што беа во коалицијата излези за. Премиерот Заев денеска најави дека ќе го испочитува неодамнешниот договор со Мицкоски за формирање пржинска влада пред секои следни избори, што е преточено и во закон, но во рамките на уставните 60 дена во кои мора да се одржат евентуалните предвремени избори. Законот, уставот ги предвидува сите следни чекори, тоа е решено. Добро е што однапред на лидерски средби ги решиле, парламентот ги усвои промените во законот за владата, така да ако дојде до тоа да формираме влада, тоа значи ќе очекуваме веднаш технички министри за внатрешни и труд и социјала, заменици министри кои ќе се предвидени, технички премиер, се стигат роковите, да, тогаш се скратени рокови, се оди во согласно закон и устав во брзите постапки, имајќи во предвид дека треба да стигнеме и до роковите со Грција. Тоа е важното, но сето тоа е решено, постои легислатива, законодавство и така ќе го решиме. Тоа значи дека нема да бидат изборите така брзи доколку се случат? Баш ќе бидат многу брзи. Неколку дена, значи дека се стига така 25 ноември кој што го спомнав. Крајот на ноември се стига и тоа со неколку дена во резерва. На 25 ноември ако бидат изборите, тоа значи дека ќе има доволно време новиот парламент со веројатно повеќе од 2/3 освоени пратеници на коалицијата за Европска Македонија да размислува за модалитетите како да го надомести изгубеното време. Значи, внимателно го погледнав деловникот на Собранието на Република Македонија. Ако имате 2/3 поддршка во парламентот, може тамо да ги искусите дел од роковите, кои реално во оваа постапка која сега имаме, ќе траат 100 денови. Реално може да се преполови тој термин, да се направат уставните измени и да се запази рокот кој е даден, тој е почетокот на јануари, веќе да имаме завршена работата. Но таа е варијантата која треба да ја искалкулира и Мицковски. Најдобро е заради политичкиот амбиент кој би се создал во Република Македонија, сепак ВМРО ДПМН да размисли во овие неколку дена, нема многу време. Состојбата е таа, има само две алтернативи. Една е ВМРО ДПМН да најде начин да остави сега пратениците по собствено убедување да гласаат во парламентот, но тоа е преризично за Заев. Заев мора да биде убеден дека го има двотретинското мнозинство за да влезе во парламентарна процедура. Какви предвремени избори ви се молат? Она што вчера се случи беше дека бројките го покажаа расположението на граѓаните кон договорот со Грција. За какви предвремени избори разговараме тука? Тоа значи дека ВМРО ДПМН не е за предвремени избори? Тоа ќе видиме. Следува процес кој што е најавен, следува уште многу процеси.
Дали ќе дојде до предвремени избори, ќе видиме. Овие денешни одговори на портпаролот на ВМРО ДПМН се само продолжување на синоќешните колебливи изјави на неговиот партиски шеф Мицкоски за можноста за предвремени избори. Ова беше битка за Република Македонија. Не беше битка за предвремени или било какви други избори. Така што се однесува до Зоран Заев не треба да се подготвува за предвремени избори. Зоран Заев треба да се подготвува за заминување во трајна политичка пензија. Сака или не сака Мицкоски предвремени избори, бидејќи синоќа не беше многу одреден. Од една страна рече дека власта го нема легитимитетот после овој глас, после вчерашниот глас на граѓаните, меѓутоа од друга страна вели Заев не треба да се подготвува за предвремени избори, туку треба да се подготвува за предвремена политичка пензија. Малце контрадикторно, а таа политичка пензија може да дојде за Заев само преку избори, на ниеден друг начин. Да, чудно е што ВМРО ДПМН уште во јуни, кога побара предвремени избори, ги лоцираше во март, а не веднаш. Сега истото се случи, малку е чудно тоа, дали се уште траат процесите на консолидација во партијата и нивната подготвеност за евентуални избори не е на доволно ниво. Иако по резултатите од анкетите и ние што ги правевме и други агенции, мислам дека не би требало да избегнуваат избори, дека веројатно тоа ќе е единственото решение, ако навистина нема волја кај дел од пратениците од ВМРО ДПМН да ги поддржат уставните промени. Мислам дека Мицковски беше контрадикторен во тој дел од изјавите, но од друга страна Мицковски со вчерашниот резултат стана фактор на политичката сцена. Со сите мани на кампањата на ВМРО ДПМН, со сите своји калкулирања, но евидентно е дека во овој момент тој е оној со кој ќе треба Заев да седне да се договори во делот на поддршката за уставните измени. Ако нема таков договор, ќе се соочат на предвремените избори. Чиста е ситуација, мислам дека Мицковски е свесен за тоа и кога тој би бирал, веројатно не би избрал да има предвремени избори сега на 25 ноември. Тогаш, како до уставни измени? Референдумот и последиците од него разбирливо со големо внимание се следат и во соседна Грција. За ова, како и за максималниот рок до кој Алексис Ципрас може да го чека усвојувањето на уставните измени во македонскиот парламент, од разговорот со еден од највлијателните надворешно-политички уредници во Грција, Ангелос Атанасопулос, кој работи за весниците Танеа и Товимо. Господин Атанасопулос, можете ли да ни ја пренесете атмосферата во Грција по вчерашниот референдум за договорот за името? Well, I would say that in general, I would characterize the atmosphere as an atmosphere of indifference. People, when you speak to them out on the road, they don't speak about this. But if you follow the social media, Facebook, Twitter, and the rest, I think that many insist that, look, we've been telling you, people in Fyrom, they are not to be trusted, they didn't go to vote, blah, blah, blah. This is what they say. So you have to count in this the fact that still 70% of Greek population is against the agreement. Some of them even against sharing the term Macedonia with your country. So it is not a surprise that in social media you see these over-the-top comments. Usually social media allow people behind the screen to express themselves maybe a bit more freely. But if you speak with people outside, and if you exclude people who deal with this issue one way or the other, like politicians, journalists, analysts, even businessmen who have an interest in this, the rest of the people, they simply don't care. Дали резултатите одат во полза на некоја од страните, власта или опозицијата во Грција? Well, it's not nice to say this, but I think that it is in favor of Mr. Panos Kamenos, I'm afraid, who was the first one to come out on Twitter lashing out against the agreement, against the Fyrom, and everyone who would support the agreement. This, of course, does not meet what the rest of the government
believes, because a few minutes after his tweet, the Minister of Foreign Affairs came out with a much more balanced statement, which was actually repeated today by the spokesman of the government, Mr. Dimitris Giannakopoulos. And this is that we should avoid tense rhetoric, harsh rhetoric, nationalistic rhetoric. We should wait and see what happens in Skopje. We recognize the fact that the turnout was not the desirable one, but at the same time, the people who voted for it, they voted yes in a very high percentage, and this should not be underestimated. And now we have to wait. Now, I believe that especially if the Zaev government decides to move forward with snap elections, this will actually buy time for the Tsipras government, the Tsipras-Kamenos government, if you allow me, because this will actually push back amendments in your constitution, and this will give more breathing space to the government. This is definitely something that the opposition here, the major opposition party, Nea Demokratia, does not like. And this is why, since yesterday, and as far as we have seen again, these actually two lines inside the government, between on one side Syriza and the other side the line of the Mr. Kamenos party, Independent Greeks. They keep asking for elections because they think that this is a very cynical alliance and this is a two-faced government, etc. So this is currently the landscape. Now there is a big question, which I guess it's also a big question there. What the Greek government will do if a ratification takes too long. No, not the ratification. If the constitutional changes take too long to happen there. And there is a scenario which for the time being seems far-fetched, but many people in the opposition think that it's possible. And this would be for Tsipras to call snap elections using the Macedonian name issue as a pretext. And this is something I'm afraid that only the Prime Minister and a very close circle around him know about, and if this could happen, but some people have it here at the back of their minds. Кој е крајниот рок до кој Алексис Ципрас може да ја чека Македонија да заврши со уставните измени? Well, I think that if we go with Plan A, which is that the Zaev government manages to find the 80 MPs that she wants to pass the constitutional changes, then I think everything will be finished in Skopje by, let's say, mid-January. So from there on, the Tsipras government can simply vote for the agreement and actually ratify the NATO accession protocol. So this could possibly happen maybe in February. But if the Plan B is in place, and then you have snap elections there, maybe end of November, and then it's December, and possibly the changes there in the constitution take place maybe in February. Then we will reach March here, maybe end of March, and then we will trigger the election scenario in Greece, because the idea that we all have is that the government will call early elections here probably sometime in May. Maybe 19th of May or 26th of May, and then it's a matter of timetable according to our constitution, how many days we need since the early elections are called until they are done. So I think that the more far-fetched deadline that Tsipras government has to vote, I think it's in March. Благодарам. Thank you. По сликата од Грција одиме на уште една кратка пауза, по неа е саботажата. Бидете насет. Да го видиме коментарот на Сречко Поповски. На ден по референдумот изгледа сосема безпредметно.
но е вредно да се напомене дека како закрилник за волјата на народот, самата себе си се наметна групација која цела една декада со своите нелегални постапки во слични процеси директно и однапред ја детерминираше. Ние како ВМРО ДПМН сме секогаш на браникот на националните интереси и можеме слободно да порачаме дека ќе спречиме, и токму и затоа беше овој апел, да имаме фалсификат или местенка на изборниот, односно референдумскиот процес. Пропаста на оваа мртвородена идеја која постоела само во главите на оние кои токму тоа го правеле е доказ дека постојат разлики во поведението. Но потребата од тој браник изгледа е неопходна и тоа баш таму каде што таа неочекувано изостана. Идеологот на антиквизацијата и предводникот на тимот за бојкот, покорно и без протест на најголемата сцена, дозволи не само земјата, туку и него лично да го преименуваат. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Georgios Ivanov, President of the former Republic of Macedonia, and to invite him to address the Assembly. За да не биде доведен во таква ситуација, лидерот на опозицијата не се ни обидува да партиципира. Под полното отсуство на екзактен став за меѓународно да не се изолира во исто време да биде допадлив за домашните радикали, тој почна да користи за нив неразбирливи интернационализми, за да не го каже зборот бојкот. Јас повеќе би сакал да кажам абстинирам. Абстинирам. Добро, сите се со назнака бојкотирам, никој не пишува абстинирам. Ова е можеби нов израз што ќе го применам. Мислам дека има и игнорирам, ако не се лажам, след на се во последно време. За разлика од потребата да се игнорира, не може да се пренебрегне дека неговиот опонент стави се само на една карта, без да има предвид дека неговите партнери, наместо да помагаат, гледаа по другите маси, каде што најверојатно се играа игри кои беа интересни само за нив лично. Ова е храбра битка. Играв со сите кецеви и џокери во ракав. Играв со мојот народ. Играв all in. Играв на се или ништо. И на крајот, кога на површина ќе излезе се, оние што ги мешаат, оние што ги делат картите, оние што кибицираат и оние што постојано се обидуваат да држат пиксла. Септичката јама се изли и ни заврши крупна работа. Иначе ние како генерација и оваа после нас ке мораше после нас да чисти темелно. Навистина, некој треба сериозно да се зафати да исчисти, а потоа да изгради квалитетна канализација низ која тие ќе протекуваат, без да ја загадуваат околината и да предизвикуваат неподнослива реа. На Алсат следуваат вести, 360 степени завршува. Следното наше издание е в петок од 22 часот. Во меѓувреме посетете ја нашата веб страница 360stepeni.mk. Не има и на Facebook и Twitter. Пријатно.